Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Дечки, како сте? Добри! Чи мафнеме ли на гледачите вака малку да им пратиме по некој бакнеж, да им пренесеме многу љубов и многу позитивна енергија и да ги поканиме да останат со нас во една од минатите емисии. Почитувани гледачи, бевме специјални гости во службата за итна медицинска помош или онака како што народот сака да си каже, во брзата помош. Таму го направивме првиот дел од нашето дружење, но денеска продолжуваме со оглед на тоа што останаа многу неодговорени прашања. Ќе ги поканиме гледачите да останат со нас? Ќе направиме емисија во која ќе уживаат? Бидете со нас, почитувани гледачи, а ние одиме да видиме што се случува во службата за итна медицинска помош. 3-4, Ајде, тргнувајте по нас. А сега, почитувани гледачи, дозволете ми да го представам раководителот на идната медицинска помош. До мене се наоѓа доктор Анита Димовска. Анита, добре ни дојдовте во Супер Звезда, како сте? Добре ве најдовме и добре дојдовте во нашата служба. Ви благодариме многу што ни овозможивте денеска да може да снимиме една емисија кај вас. Дечиња, како се чувствувате тука? Супер! Убаво ли е овдека? Да! Фала ви многу што ме примивте, ние сме примени топло и срдечно, исто како и дома. Сакам да ви поставам неколку прашања и дечињата мислам дека имаат прашања. Подготвени ли сте да прашувате? Доктор Анита, подготвени да ни давате одговори? Секако во секое време. Ајде да видам кој ќе прашува прв. 3-4, кревете наце. Повели злато, само кон камерата, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Лани. Моето прашање е што е вашата работа? Прекрасно прашање, доктор Анита. Која е вашата работа? Мојата работа, како што ме представи Дарко, е раководител на службата за итна медицинска помош. Што значи тоа? Прво и основно е дека треба навремено да се организира целокупната работа во оваа служба. И најмали пропусти може да имаат некакви последици по нашата работа. Затоа треба да бидеме прецизни во целата организација. Значи дека во секое време треба да има обезбедено одреден број на тимови кои ќе бидат постојано присутни овде на работа во одреденото работно време кое што е назначено, да ги организирам заедно со моите соработници годишните одмори на вработените, да во секое време кога некој ќе отсуства од работа се најде соодветна замена, затоа што нашата служба функционира како тим од тројца: докторот, медицинската сестра или техничар и возачот на возилото. Значи мораме тој тим од тројца луѓе да биде постојано комплетен и навреме обезбеден. Друго со кое што се занимавам како раководител, тоа е навремено обезбедување на постојаните лекови кои што треба да ги користиме во нашата работа и на санитетскиот материјал кој што мораме да го имаме во секое време. И навремено алармирање кога нешто од тоа недостасува, за да сето тоа навремено се набави. Друго што е во доменот на мојата работа, тоа е постојано водење на контрола за сервисирање на возилата, нивната техничка исправност да е постојано како што треба, значи да се постојано во исправна состојба возилата, опремата исто така во нив да функционира безпрекорно, да се сервисираат на време, значи тоа е еден организацијски поголем дел на работа кој што мора точно на време да се спроведе. Исто така, тука спаѓаат редовните систематски прегледи, организирање на систематските прегледи на сите вработени, на санитарни прегледи и сите ред други работи кои што треба да се спроведат за да безпрекорно функционира оваа служба. А зошто е тоа така? Затоа што самата служба е од огромно витално значење за градот. Затоа што ние спасуваме човечки животи. Се враќаме во разговор со господја Татјана Баевска-Вучковиќ, директорот на Здравствен дом Скопје, која воедно е педијатар, доктор педијатар по струка. Што би можеле нешто повеќе да ни кажете за вашата струка? Убаво ли е да се биде доктор? Па, убаво е, хумано е, позитивно е и посебно нели како специјалист педијатар кога од едно бебе кога ќе дојде со неколку дена нели старо, гледате вака како се формира една здрава единка, значи како расте детето, бидејќи децата се нашата иднина. Посебно ми е драго што сум вака во ова убаво, весело, младо друштво. Значи како педијатар пред се нели се трудиме
да едноставно децата ги следат нашите навики, бидејќи навиките се стекнуваат, да имаат навика на еден здрав живот, да јадат редовно, да јадат разноврсно, да јадат варива, зеленчук, овошје, да спортуваат, да се рекреираат, да секое слободно време го користат во природа, да што помалку бидат на компјутер, бидејќи ние сме генерации кои што сме биле на игралиште, на улица и едноставно сето тоа заедно, фино спакувано, може да води во формирање на една здрава единка. Повеќето луѓе со кои што разговарав денеска ги прашав кога повторно би се родиле, што би одбрале да бидат. Истото сакам да ве прашам и вас. Ако се родите уште еднаш, Татјана, што би сакале вие да бидете повторно? Па веројатно истиот избор би бил, бидејќи од 14 години одлучив што ќе бидам и во семејството, значи еден медицинар, меѓутоа тешко е како струка, посебно што медицината е природна наука, се менуваат работите, бара постојано следење на литература, искуства, обуки, едукации. Меѓутоа, како што кажав, резултатот кога ќе го добиете еве во педиатријата, онаа детска насмевка, мислам дека поголем дар од другата страна нема. Во таа прилика би искористила, значи да кажам дека покрај она се што го кажавме колку е важно за децата како здраво да растат, тука и вакцинирањето, бидејќи со вакцинирањето на наједноставен начин ги спречуваме сите оние заразни заболувања, детски болести, нели? Така да се трудиме и имаме добар опфат и ги охрабрувам сите родители дека едноставно на тој начин најбезбедно и најсигурно ги заштитуваат своите поколенија за воиднина. Здраво, јас сум Марија и моето прашање е дали е тешко да се организира ваква служба? Убаво прашање, како што чувме сега, многу работи треба да се стокмат. Тешко ли е да се организира вашата служба? Значи, нашата служба не е тешко да се организира, ако тоа биде навремено и како што треба направено. Значи, уште еднаш напоменав, со мене и околу мене постои еден тим кој што заеднички настојуваме да сето тоа функционира како што треба. Значи, ако навремено се интервенира и се реагира за секој недостаток кој што во моментот ќе се јави, тогаш не е тешко да се организира. Благодарам, се гледа, значи луѓе кои што со љубов си ја работат својата работа. Јас предлагам да направиме една кратка пауза, а потоа, почитувани гледачи, ќе се вратиме повторно во разговор со раководителот на итната медицинска помош, а тоа е доктор Анита Димовска. А сега, како што кажав, пауза. Почитувани гледачи, сега тимот е комплетен. Веднаш каде до мене се наоѓаат и докторката и медицинската сестра кои што се дел од овој прекрасен тим. Здраво живо за Зорица Милошевска, која што е докторот во екипата. Зорица, како сте? Добре. Кажете ми која е улогата на докторот во тимот на итната медицинска помош? Ова е комплетен тим, како што кажавте. Значи, докторот е шеф на тимот и по негова инструкција работат останатите членови на тимот. Меѓутоа, ние секогаш заеднички работиме. Така сме успешни, еден без друг не можеме. Ви благодарам. А сега да ја представам Марица Поповска. Марица, добре дојдовте во Супер Звезда. Добре најдовме. Инаку вие по струка сте медицинска сестра, така? Така да, сестра. Која е вашата улога во тимот на итната медицинска помош? Значи, улогата на сестрата во итната медицинска помош е доста голема. Значи, таа најпрво соработува со докторот, значи ја дава потребната терапија што ја аплицира докторот, значи учествува во транспортот на пациентите, значи доколку е потребно преврски да се напрати, мобилизација на пациентите и така. Ви благодарам. Сакам да ве прашам, Зорица, со оглед на тоа дека најчесто пациентите одат на доктор. Вие сте екипа која одите на лице место. Интересно ли е да се работи во итната медицинска помош? Така, секако дека е интересно и многу специфично и поразлично од останатите професии, со тоа што ние идеме кај луѓе во дома и не само дома, нели ние интервенираме секаде на сите јавни места, можеме да се најдеме секаде во било кое време, за да им помагаме на луѓето, наидуваме на секакви ситуации, луѓето најчесто се оправдано вознемирени, возбудени, нели дека нешто неубаво се случува и така, меѓутоа најчесто наидуваме на совесни граѓани кои имаат разбирање, ни оставаат простор за да можеме ние да интервенираме, нели во корист на пациентот. Пред да дојдете на работа, не знаете што ќе ви донесе денот? Не, значи и кога идеме на повик, ние не знаеме
се додека не дојдеме до местото на интервенција, не знаеме што не очекува. Колку време работите во тимот на Итната медицинска помош? 4 години. 4 години. И како си поминавте овие 4 години? Какви искуства имате? Имам и позитивни и негативни со оглед на тоа што нашата служба е многу сериозна. Значи се наоѓаме да им помагаме на луѓето кога им е најтешко и затоа искуствата ни се различни. Так, сакам да ја прашам Марица, какви искуства имате вие и колку долго време сте во тимот на Итната медицинска помош? Па доста долго, 11 години. Искуствата какви се? Впечатоци какви имате од сите овие 11 години? Различни впечатоци, значи различни и позитивни и негативни. Народот не ни може да предпостави што се вие се имате изнагледано во животот. Не може. Така. Не може, да. Какво е чувството на крај кога ќе успеете да помогнете некому? Значи чувството е прекрасно, значи да се работи во брза помош е предизвик. Вие, Зорица, кога би се родиле повторно, која професија би одбрале? Секако доктор. Секако доктора. Марица да ми каже? Исто. Вие, како што кажав, будно ги следите случувањата и се трудите организацијската шема да ја подобрувате. Што е вака најново направено во службата за итна медицинска помош, која што ја подобрува услугата, квалитетот на услугата, времето и слично? Знаете како во здравството, оние три клучни моменти на простор, опрема и кадар се важни за да може да се реализираат сите промени и она што го следиме, да го напредуваме за да бидеме подобри, подостапни и поквалитетни. Значи со набавка на нови возила од страна на владата и Министерството за здравство, службата на вистина се зајакна со нови современи возила, обуки, нови вработувања во службата, промена на начинот на работење со работното време, преку кое што успеавме да имаме поголем број на одговор на интервенција, да го скратиме времето на одговор на интервенција од 42 на 38 минути, се стремиме да го намалиме уште повеќе. Отвараме нови пунктови на дисталните делови од градот, бидејќи Скопје навистина се шири, е голема територија, голема површина. Во тек е, значи, процес на зајакнување, кадровско зајакнување на службата и 3 нови пункта кои што сериозно, значи, ќе го растерета централното подрачје. Така да навистина се работи темелно, постепено, треба време за се, значи ништо не може одеднаш да се направи, меѓутоа она што е добро, ентузијазмот кој што го имаат колегите, бидејќи во службата има колеги што повеќе од 30 години работат. Значи нивниот придонес значи многу, посебно за младите кадри кои што доаѓаат во службата, значи имаат од кого да учат. Работиме темелно, се трудиме да бидеме подобри, поквалитетни и мислам дека успеваме во тоа благодарение на сите вработени, на тимска работа, бидејќи сите ние заедно придонесуваме од нас за нас. Како човек кој што се грижите за подобрување на здравствените услуги во нашата држава и имате несебичен придонес на тоа поле, сакам еве за крај да им кажете нешто и да им дадете една порака на сите родители, на сите дечиња кои што не гледаат, што би можеле вака да им соопштите? Па превентивата е клjuč на јавното здравје. Значи се она што може да се спречи, а да не се лекува, е доблест на секого, пред се, значи како мајка, како родител, како професионалец. Токму во таа насока е, значи, оние навики на здрав живот, на вакцинирање, да се научат да помагаат, на онаа љубезност, дека добриот збор и челични врати отвара тие седни, да кажам, можда заборавени поговорки, меѓутоа во ова денешно време на урбано, на брзо живење, на таа статика која што е се повеќе присутна, навистина сите ние треба да допринесеме да едноставно се разбијат тие моменти, бидејќи доброто, позитивното, сето она што може да донесе од другата страна насмевка, е веќе овие дечиња дека секако долгорочно вродува со успех. Ви благодарам. Тоа беше доктор Татјана Баевска-Вучковиќ. Ви благодарам за ова прекрасно интервју кој имав можност да го направам со вас. И уште еднашка, благодарам, уште еднаш да ви заблагодарам што ни овозможивте да направиме една ваква прекрасна посета во која што не само ние, верувам дека и нашите гледачи подеднакво уживаат. Фала ви многу. Благодарам и на вас и секогаш сте добре дојдени. Тука сме заедно да твориме, нели, од нас за нас. Фала ви.
Се враќаме во разговор со човекот кој е задолжен за сето ова да функционира беспрекорно. До мене се наоѓа доктор Анита Димовска, раководителот на итната медицинска помош. Анита, имаме уште многу прашања. Може ли да продолжиме? Може да продолжиме секако оваа служба има многу прашања за одговарање. Ајде да видиме, дечки, кој сака да го постави следното прашање. Еве, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Клара и моето прашање е дали мислите дека недостасува нешто во вашата служба? И ова е убаво прашање. Имате се или има нешто што недостасува? Моje мислење е дека секогаш во оваа служба ќе недостасува кадар. А зошто е тоа така? Со колку повеќе кадар вработени во службата, толку понавремено и поефикасно ќе одговараме. Значи, имаме доста од вработените кои што се и пензионирани во службата. Имаме доста и кои што од почетокот на нивниот работен век почнале да работат тука и овде ќе се пензионираат, значи целиот свој работен век го поминале во службата за итна медицинска помош. Меѓутоа имаме и многу од вработените кои што се почнуваат со работа во нашата служба, со тек на времето добиваат специализација за понатамошно усавршување и автоматски оваа служба е една добра одскочна даска со добра подлога, затоа што секогаш од овде произлегуваат добри диагностичари, бидејќи се среќаваме со секаква проблематика и секакви здравствени состојби. И имаме доста кои што со својата специализација си го наоѓаат своето право место аналогно на нивната усовршеност. Затоа стојам на својот став дека секогаш ќе има службата потреба од нов кадар. А сега сакам да ве прашам, какви тајни крие комбето што се наоѓа позади нас? Значи, во комбето ја има онаа опрема што ни е нас потребна за да интервенираме на терен, како што се дефибрилаторот, респираторот, аспираторот, шините за имобилизација, шанстови кравати, торби за преврска, сет за реанимација, носилка, даска, кардиолошка столица. Значи, подготвени сте во секаква ситуација да може да интервенирате? Така да. Така, ваша задача при интервенција најчесто е да ги санирате повредите на лице место и да ги одведете сите оние повредени лица до првата установа каде што можат понатаму да бидат згрижени? Така, заедно со докторката, значи работиме, дали боцкаме, дали мобилизираме, дали правиме преврски, безбедно го ставаме на носилка и го транспортираме до соодветната установа. Така. Доктор Зорица, сепак вие како доктор мора многу работи да знаете, да се разбирате вака малце пошироко во вашата професија. Така, секако, значи не само докторот и сестрата, кај нас дури возачите се обучени да се справат со секаква ситуација, да ни помогнат, пак ќе нагласам за нашата тимска работа. Значи они имаат медицинска едукација за опремата, кога треба што во моментот да ни подадат, да ни помогнат. И навистина можеме да се пофалиме последниве години со новава опрема. Многу ни е од корист и за нас, да ни се олесни работата и за корисно за пациентите, за нивното здравје. Апсолутно. Кажете ми, задоволни ли сте од тоа како ви функционира тим? Да. Значи ние функционираме тимски, значи секој месец имаме нов тим, се менуваме еднаш месечно и тоа е доволно време за да можеме ние меѓу себе да се координираме и да работиме заедно. Да ја прашам и Марица, вака за крај, задоволни ли сте вие како ви функционира тимот? Па да, задоволна. Значи, функционираме одлично. Еве, ние ова што имаме можност да го видиме на лице место, апсолутно ни изгледа безпрекорно. Така ли е, дечиња? Да! Задоволни ли сте од овој разговор што го имавме сега со тимот на итната медицинска помош? Сакате сега да влезете малку да разгледате, да видите што има во комбето? Да видите како изгледа едно комбе кое спасува човечки животи. Ајде, повелете, влезете да видите што се случува внатре.
Се враќаме во разговор со медицинскиот тим, почитувани гледачи. Сакам да ја прашам доктор Зорица, која е вашата улога како доктор во тимот? Па наша улога и обврска е пред се преглед на пациентот, зависно од условите каде се наоѓа, значи една брза проценка за состојбата на пациентот, да се ординира терапија, која што ќе биде аплицирана од страна на медицинската сестра и по потреба пациентот да биде транспортиран во најблиска болничка установа. Ви благодарам. А сега сестра Марица да ми каже, вие како сестра, што се мора со вас да носите кога одите некаде на терен? Значи, најпрво треба со себе да ја носам медицинската ташна, во која ја имам ампуларната терапија или инекциите, значи шприцеви, игли, пластери, средство за дезинфекција. По потреба се зема апаратчето за мерење на шекер и ЕКГ-то, значи за да се види како работи срцето. Другата опрема ни е во компето, таму ни стои постојано. Се проверува опремата дали работи, дали функционира пред заминување? Обавезно се проверува, на почетокот на секоја смена се проверува и се брои што и како има во компето. Вие сте тие кои што ништо не смее да затаи, така? Све ништо да зате. Благодарам. Продолжуваме понатаму. Здраво, јас сум Андреја и сакам да ве прашам што ќе планирате во блиска иднина. И тоа е убаво прашање. Имате ли планови за вашата блиска иднина? Прашање на кое што ќе се надоврзам на претходното. Со оглед на тоа дека секогаш ни треба кадар, во блиска иднина планираме што е можно побрзо вработување на нови доктори, медицински сестри и возачи, кои што кадровски пред се ќе зајакнат службата, а со тоа и набавка на нови возила, кои што ќе може уште побрзо и поадекватно да одговориме на нашите предизвици. Значи дека нашиот стремеш е што побрзо стигнување на местото каде што луѓето имаат потреба од нас. Аналогно на тоа и ќе треба да се набават тие нови возила, да се вработат нови кадри, со тоа мислам и дека ќе бидеме и комплетни. Благодарам. Јас сакам нешто да ве прашам сега за крај. Многу мина ги гледаат возилата и ве повикуваат несвесни дека вие работите и дење, работите и ноќе, значи 24 часа сте достапни, работите и кога е зима, и кога е лето, и кога е надвор топло, и кога е надвор ладно. Сакам да ве прашам, кога повторно би се родиле, што би избрале повторно да бидете? Моето прво вработување е во оваа служба, како доктор, вработен на терен. Кога повторно би избрала, јас повторно би била доктор кој што ќе работи во службата за итна медицинска помош. Затоа што оваа служба, иако на некој начин можеби е тешка за како служба, затоа што теренот сепак е потежок во однос на оние доктори, медицински лица кои што работат во своите ординации, меѓутоа си има многу своји убави страни. Имаме разни случаи, и убави, и неубави, се работи тимски, значи секогаш усогласеност на тимот кој што ја има, јас мислам дека го нема во ниедна друга служба, освен во службата за итна медицинска помош. Самите тие предизвици, што е она следно што ќе се јави како повик, на што ќе треба да се одговори, каде ти ќе треба да се оди за да се спаси некој живот, на кого сме му потребни. Значи, сето она што сите вработени во службата имаат, тоа е основното, тоа е хуманоста, сепак би не вратило повторно во оваа служба. Ами да ви благодарам што бевте дел од ова наше денешно дружење. Мислам дека кажавме многу вака интересни работи кои им оставија впечаток на нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш и ве канам во некоја наредна прилика повторно да има можност да се подружиме, да се поприкажеме, па ако не ние кај вас, вие кај нас да дојдете и да бидете наши драги гости. Јас ви благодарам што не удостоивте со ова ваше присуство и со вашите прекрасни гости и што можевме на некој начин да ја презентираме во навистинско светло нашата служба, која што си за нас, за сите вработени, е сепак прекрасна служба. Ви благодарам за прекрасните зборови. Ајде, дечки, сега еден голем аплауз да изоблагодариме на Дада Анита за прекрасните зборови што ни ги кажа. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас. До следно видување, следна прилика, каде што ќе се пофалиме со уште поубави работи. Благодарам. Дечки, како си поминавте? Супер! Како помина овој ваш денешен ден? Супер! Да, и на крај сите сте сега како доктори, добивте и шприцови за подарок, добивте и маски, така? Дали ова ден кој што ќе го паметите? Да! До крајот на животот? Да! Еден од поубавите денови што сме ги имале вака во заедничкото дружење?
Ете, почитувани гледачи, видовте колку е напорна и колку е одговорна работата на сите оние кои што работат во службата за итна медицинска помош. Им благодариме што ни овозможија да снимеме една ваква емисија, а со ова и ја одјавуваме нашата денешна емисија на Супер Звезда, така да сакам да ве поздравам за крај, да ви испратам многу бакнежи, да им мафнеме нашите гледачи, да им се заблагодариме што беа цело време со нас и да ги поканиме да не гледаат повторно. Се гледаме за 7 дена од сега во новото издание на емисијата Супер Звезда. До тогаш бидете живи, здрави, слушајте ги мама и тато. Чао, чао, пријатно до гледање. Чао!